ЮНЕСКО, Охридскиот регион да се стави на листата на светско наследство во опасност. Игуменот Серафим ракопроизведен во архимандритски чин. Базените на Црвениот крст ставени на располагање за хеликоптерска интервенција при гаснење на пожарите. Граничниот премин Блаце повторно отворен за сообраќај. Грчкиот премиер Мицотакис доби плик со прав. САД ќе испратат повеќе оружје во Украина. Зеленски му го одзеде државјанството на поглаварот на Украинската православна црква. Во Пакистан избегал лав кој бил чуван како миленик. Пивото како летен сојузник. Спачек во Македонија во 2029 година. Охридскиот регион се соочува со нов сериозен притисок од ЮНЕСКО, во нацрт документ усвоен на 47-та сесија на Комитетот за светско наследство, која се одржува во Париз. Се предлага мешовитото природно и културно наследство на Охридскиот регион да биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Причината, како што се наведува, е продолжената деградација на заштитените вредности, вклучително и урбанистичкиот хаос, неконтролираната изградба и несоодветното институционално управување со регионот. Во документот се констатира дека државата не презела доволни мерки за спроведување на претходните препораки од ЮНЕСКО и не обезбедила ефективна заштита на објектите, просторот и екосистемите што се дел од светското наследство. Исто така се бара итна изработка на стратешка еколошка проценка, стопирање на нови урбанистички проекти, посебно надвор од населени места и проценка на влијанието од нелегалните градби. Се потенцира застојот во урбанистичкото планирање во Охрид и Струга, а посебно внимание се бара за заштита на студенчишкото блато. ЮНЕСКО повикува на посилна соработка меѓу Македонија и Албанија. Нацрт одлуката не значи бришење на регионот од листата, туку го класифицира како подрачје во опасност. На 7 јули 2025 година, кога Светата црква го прославуваше рождеството на славниот пророк, претече и крстител Господов Јован, што е слава на манастирот Слепче, близу Демирхисар, неговото високо преосвештенство. Митрополитот Преспанско-Пелагониски господин Петар отслужи божествена литургија во овој манастир, во сослужение со преосвештениот епископ Велички господин Никола и свештенството од епархијата. На литургијата тој во архимандритски чин го ракопроизведе игуменот Серафим. Црвениот крст потенцира дека е целосно мобилизиран и подготвен да одговори со дополнителна помош и ресурси, доколку е потребно. Волонтерите на Црвениот крст и денеска се активно ангажирани на терен, обезбедувајќи неопходна поддршка во справувањето со пожарот кој беснее во регионот. Од Црвениот крст информираат дека нивните волонтери нудат логистичка поддршка и асистенција на службите за заштита и спасување. Дополнително, оттаму велат дека базените на Црвениот крст се ставени на располагање за полнење со вода на хеликоптерите. Ова значително го забрзува процесот на гаснење и овозможува навремена интервенција во најпогодените подрачја. Црвениот крст потенцира дека е целосно мобилизиран и подготвен да одговори со дополнителна помош и ресурси, доколку е потребно. Од 9 часот утрово, целосно е нормализиран сообраќајот на граничниот премин Блаце за сите видови возила, соопштија надлежните институции. По привремениот прекин, сообраќајот сега се одвива непречено во двата правци, и патничкиот и товарниот транспорт може слободно да се движи преку преминот. Од надлежните служби апелираат возачите да бидат внимателни и да ги следат најновите информации за евентуални измени во сообраќајниот режим. Подигната е тревога во врска со сомнителна пратка стигната во парламентот во Грција. Во дворот на собранието е пронајден плик со прав. Според информациите, писмото е адресирано до грчкиот премиер Кириакос Мицотакис и содржи непознат прав. Според информациите, за време на увидот, поради тежината на пликот, поголема од вообичаеното, ги разбудила сомневањата кај властите, додека внатре наводно имало писмо. Според истите извори, како испраќач се појавува руско име и проценката е дека навистина е испратено од Русија. За каков вид направот се работи, не е прецизирано. Постојат дури и шпекулации за јаглен, додека 12 пожарникари со 4 возила и специјалната екипа веќе се на местото на настанот за проверка на пратката. За таа цел, повикана е службата за итна медицинска помош, чии членови носат специјални униформи. Председателот Доналд Трамп изјави дека САД ќе испратат повеќе оружје во Украина, по објавата минатата недела дека Вашингтон ќе ги запре некои испораки на критично оружје за Киев, за време на состанокот со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Трамп рече дека не е задоволен од рускиот председател Владимир Путин и дека Украина е многу силно погодена. Трамп, исто така, посочи дека САД ќе испратат првенствено одбрамбено оружје за да помогнат во воените напори на Украина.
Службата за безбедност на Украина објави дека украинскиот председател Зеленски подпишал указ за одземање на државјанството на неговото блаженство митрополитот Киевски и украински господин Онуфрий, поглавар на Украинската православна црква. Во службата за безбедност на Украина тврдат дека митрополитот Онуфрий Березовски во 2002 година наводно добил државјанство на Руската Федерација, без да ги извести украинските власти за тоа. Исто така, според службата за безбедност на Украина, митрополитот одржува врски со Московската патриаршија и свесно се спротивставува на добивањето канонска независност на Украинската црква од Москва. И покрај целосната инвазија, Березовски, Онуфрий, фактички продолжува да ја поддржува политиката на Руската православна црква и нејзиното раководство, особено патриархот Кирил, соопшти пред службата за безбедност на Украина. Минатата недела од двор на Пакистан избегал лав кој нападна жена и 2 деца. Иако се повредени, тие не се во критична состојба, а надлежните открија дека веќе ги уапсиле собствениците кои нелегално го чувале лавот, и тоа во населено место. Чувањето лавови, тигри и слични животни како миленици е забрането во скоро секоја држава или барем треба да се поседува со одветна дозвола. Но некои луѓе нелегално успеваат да допрат до вакви миленици и ги чуваат, без разлика што се изложуваат на ризик не само себе си, туку и другите во нивната околина. Дека чувањето вакво животно како миленик е опасно покажа и неодамнешен инцидент во Пакистан во кој, за среќа, немаше жртви. Во Лахор, престолнината на Пакистан, семејство со голема куќа во богато соседство на градот чувало лав што следувал инцидент што за среќа завршил без поголеми последици. Вистина е дека среде топлотен бран, сите бараме начини за освежување, а многумина го бараат тоа во пивото како најдобар избор. Ако сте се прашувале дали ова чувство е само субјективно, науката нуди јасен одговор. Причината лежи во самиот состав на пивото. Вистина е дека пивото, како ферментиран пијалок, има значително помалку шеќер од газираните сокови, што го прави полесно за организмот, особено за оние кои внимаваат на внесот на шеќер. Уште поважно, пивото речиси целосно се состои од вода, што го прави природен хидратант кој помага да се надоместат течностите изгубени преку потење. Вистина е дека хмејот и сладувачките состојки се богати со минерали и витамини кои дополнително го зајакнуваат телото и ја намалуваат исцрпеноста од летната жега. Иако повеќето од нас уживаат во пивото попладне или навечер, некои истражувања велат дека пиењето пиво порано во текот на денот овозможува телото подобро да го преработи алкохолот. Вистина е дека пивото освежува не само поради студената температура, туку и поради својот состав. Но, како и со се, умереноста е клучна, уживајте одговорно и оставете го пивото да биде вашиот сојузник против летната горештина. Вистина е дека пивото често се пие во друштво, што го прави уште попривлечно за време на летните денови. За многумина, ладното пиво е символ на одмор, релаксација и дружење со пријателите, па токму оваа комбинација на вкус, температура и атмосфера го прават идеален избор. Вистина е дека нутриционистите предупредуваат дека пивото сепак содржи алкохол, па претераната консумација може да предизвика повеќе штета отколку корист. Затоа, најдобро е да се ужива во 1 или 2 пива, комбинирани со многу вода и лесна храна, за да останете хидрирани и свежи. Вистина е дека покрај пивото, за борба против жештината треба да се мисли и на други здрави навики, да се избегнува директно сонце во најтоплиот дел од денот, да се јаде свежа храна богата со вода и да се носи лесна облека. На тој начин, пивото ќе биде само дел од вашата формула за совршено летно освежување. Македонија има големи шанси да го добие светскиот собир на љубителите на спачекот наречен Светска средба на спачекот и пријателите, кој би се одржал во 2029 година. Настанот се организира од 1975 година, собирајќи околу 10.000 посетители и 4.000 автомобили од целиот свет и представува вистински автомобилски спектакл. Клуб Спачекот Скопје, кој учествува на овие собири од 1997 година, е меѓу главните фаворити да ја донесе манифестацијата во нашата земја. Поддршка добиваат од пријателски клубови од целиот Балкан и Европа, а голем впечаток оставил и минатогодишниот собир на Љубаништа, Охрид. Организаторите велат дека ваков собир значи голем поттик за туризмот бидејќи гостите често транзитираат и престојуваат со месеци. Спачекистите гордо порачуваат дека нивниот клуб не е само за автомобили, туку е вистински стил на живот полн со авантури, пријателства и заедништво. УНЕСКО, Охридскиот регион да се стави на листата на светско наследство во опасност. Игуменот Серафим ракопроизведен во архимандритски чин.
Базените на Црвениот крст ставени на располагање за хеликоптерска интервенција при гаснење на пожарите. Граничниот премин Блаце повторно отворен за сообраќај. Грчкиот премиер Мицотакис доби плик со прав. САД ќе испратат повеќе оружје во Украина. Зеленски му го одзеде државјанството на поглаварот на Украинската православна црква. Во Пакистан избегал лав кој бил чуван како миленик. Пивото како летен сојузник. Спачек во Македонија во 2029 година.